вечер, почитувани гледачи, 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Тука сме за вас, разбира, да ви информираме околу проблемите со вашето здравје. Така ќе биде и во оваа емисија, ќе говориме на една интересна тема, која што претпоставам дека ќе побуди интерес кај пошироката популација, бидејќи многу од луѓето во секојдневниот живот се соочуваат со вакви проблеми. Еве веднаш ќе ви најавам, значи станува збор за дегенеративните промени во робетниот столб и во колената, по-конкретно или поточно ќе зборуваме за остеоартритис. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина и рехабилитација и не доаѓа од Превентива 99 од Скопје, од приватната ординација. Меѓутоа, пред да поздравам доктор Симона и пред да го започнеме разговорот со обработка на денешната тема, ќе го побарам од режија прилогот подготвен, ми се чини дека е за артрози, исто така околу за кое што ќе говориме, да го слушнеме, а потоа се враќаме во студиото да го започнеме разговорот. Зглобната раскавица кај оптеретувачките зглобови на долните екстремитети е предиспонирана да поднесува максимални оптеретувања неколку пати поголеми од телесната тежина. Тоа се должи на хидроеластичниот состав на раскавицата, која има висока моќ за врзување на водата и на специфичната мрежа од еластичните влакна од кои е изградена раскавицата. При секое оптеретување доаѓа до истиснување на водата во внатре-зглобниот простор, а при растеретувањето водата повторно се впива во раскавицата. Оваа амортизација во раскавицата со апсорбција на притисокот го олеснува склизнувањето на зглобните површини со максимална редукција на трењето на раскавичната површина. Во средна, а особено во понапредна возраст поради промена на биохемискиот состав на раскавицата, овој капацитет се намалува и доведува до механички биохемиски промени на раскавицата кои покажуваат знаци на дегенерација, со клинички манифестации на болка и намалена подвижност во зглобовите. Степенувањето може грубо да се подели на 4 стадиуми, и тоа неоштетена раскавица, рани дегенеративни промени на раскавицата, почетно оштетување, омекнување или напукнување на раскавицата, напредни дегенеративни промени, значително оштетување со слободни раскавични партикли во зглобот и завршен стадиум со силно ограничување на подвижноста на зглобовите со делови каде недостасуваат раскавични зони на површните плочи од коските и следствено доаѓа до коскена блокада на зглобот со силно ограничени движења. Значењето на овие зглобни дегенеративни проблеми е поради зголеменото отсуство од работни активности на работоспособната популациона структура на населението. Артрозните промени во средна возраст од 40-та година се најчести асимптоматски или со транзиторен болен синдром, додека во касна возраст скоро 70% од вкупното население е со значителна болна симптоматологија поради овие дегенеративни промени. Ризик фактори кои доведуваат до забрзана дегенерација на зглобните раскавици се зголемената телесна тежина, постоење на претходна повреда и зголемени микрооптеретувања, иако и возраста се вбројува како фактор за дегенеративни промени. Кај нарушена биостатика на долните екстремитети при валгизација или варизација на подколениците, доаѓа до поголемо оптеретување по биомеханичката оска на само еден дел од раскавицата, а со тоа и до забрзана дегенерација на колените зглобови, кои заедно со колковите се најчесто афектирани зглобови со овие артрозни промени. Диагнозата се поставува врз основа на клиничкиот преглед при кој се потврдува, односно исклучува причинско-последична поврзаност на болниот синдром во зглобовите со дегенеративни промени на раскавиците, зашто болката е само еден од симптомите кај артрозните промени. На клиничкиот предел на оптеретувачкиот зглоб постојат придружни крепитации на зглобот и нарушена функционалност која е потврдена со стандардни радиолошки методи. Рентгенска снимка, која го комплетира поставувањето на диагнозата. Рентгенолошкиот наод потврдува присуство на склеротични зони на оптеретување во коскените структури на зглобот, а во напредните стадиуми и редукција на зглобниот простор и постоење на остеолитични цистични формации во коскените структури со нагласени остеофити или шилци на периферијата од зглобот, кои значително го редуцираат движењето во зглобот. Магнетната резонанца која се наметнува во поставувањето на диагнозата е значања за одредување на степенување на оштетување
На рскавичните плочи му помага на клиничарот во донесување на одлука за начинот на лекувањето на артрозите. Лекувањето се состои во обезболување на болниот синдром на афектираните зглобови со медикаментозна, аналгетска и антиревматска терапија. Локално во зглобот се применуваат анестетици и кортикостероиди, кои поради штетните кумулативни дејства најчесто се избегнуваат, односно истите се применуваат само тогаш кога со други стандардни методи нема подобрување на симптоматологијата. И ве накратко од прилогот можевте да видите и да слушнете што се подразбира под проблемот артрози или остеоартритис. А како што најавив, веќе со мене во студиото е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист физијатар, односно по физикална медицина и рехабилитација, ни доаѓа од приватната здравствена установа Превентива 99. Доктор Симона, ти благодарам уште еднаш што еве си дел од ваш термин и што најде време да бидеш овде. Ви благодарам на поканата и на вас. Така. Кажав дека овие проблеми се некако ќе ги засегнат повеќето наши гледачи, бидејќи нема некој горе-доле што нема некои промени, барем со некое дегенеративно заболување денес. Меѓутоа, еве ние ќе се задржиме, како што кажавме, на остеоартрозата или артрозите, па на почеток првим да ни кажеш што се подразбира под дегенеративни заболувања. Значи, дегенеративните заболувања се една голема група на заболувања, како што кажавте, нажалост ги зафаќаат сите зглобови и сите делови од коскено-мускулниот систем на човекот и можеме да ги поделиме во две поголеми групи. Едните се дегенеративни заболувања на рбетниот столб, тоа се нели оние проблеми со рбетот од спондилоза, од дископатија, дискус хернија и останатите спондилолистеза, додека другиот дел нели артроза, односно зафаќање на самите зглобови во телото. Нема ниту еден зглоб во човековото тело што не може да биде зафатен со оваа дегенеративна болест, односно артроза или остеоартритис. Секогаш нели за да се појави некој проблем потребни се причини. Кои се причините за појавувањето на овие дегенеративни промени? Може да бидат многу. Причините може да бидат вродени, на пример, кај некои пациенти со вродени проблеми, односно еве кај децата, на пример, имало детето проблеми со кокчињата и понатаму во подоцнешниот развој нели во живењето се јавува како проблем, како остеоартритис, како последица на тие, значи вродени. Меѓутоа можат и да бидат стекнати, да бидат последица на некоја инфекција, да речеме во зглобот или последица на некое друго заболување, како на пример кај гихтот, нели натрупување на уричната киселина во самиот зглоб, тој претрпува промени, исто така, нели кажавме на бактерии, на вируси и различни видови. Една од причините за нели за артрозата, од друга страна е дегенерација, односно старење на тој, да речеме, еден вид старење на зглобот, односно се намалува рскавицата во самиот зглоб и доаѓа до промени, тие дегенеративни промени на зглобовите. Најчесто е таа причина кај пациентите за појава на нели првите симптоми, меѓутоа кај другите да кажавме што може да бидат и истекнати, нели и вродени. Еве тука ќе се обратиме и до нашите гледачи, бидејќи нели токму за нив ги правиме овие емисии, доколку имаат некој проблем воопшто со некое дегенеративно заболување, значи проблеми со зглобовите можеби на колената, еве на шаките, на рацете, на прстите, бидејќи остеоартрозата нели ги зафаќа и прстите на рацете, може да не искомуницираат и да постават некоја прашање до доктор Симона. Доктор Симона, бидејќи кажавме дека ќе се задржиме на артрозите или остеоартрозите, остеоартрити, тоа е нели све едно исто. Па да ни кажеш нешто повеќе за овој проблем. Што представува, значи што се случува, што кажавме дека доаѓа до проблеми со рскавицата. Рскавицата нели се исхранува со помош на дифузија, односно течноста внатре и таа прави, како што кажавте нели во прилогот, подобро лизгање во самиот зглоб. Имаме и синовијална течност, тоа е всушност таа течност. Имаме клетки кои ја продуцираат таа синовијална течност и дозволуваат нели да имаме еден вид подмачкување. Од друга страна рскавицата ги трпи секојдневните механички нели
оптеретување на зглобот, што Така. ние ги правиме во секојдневното наше движење и малку или многу, односно ако има поголемо оптеретување, доаѓа до оштетување, односно до пукнување мали на рскавицата. Во почетокот кога луѓето се помлади, кога нашиот систем нели е посилен, он компензира, односно се бори со тоа, се заздравува и рскавицата си ја задржува таа нормална форма, таа дебелина што би требало да ја има, меѓутоа со текот на времето и со текот на годините доаѓа до Некако се троши. Се троши таа рскавица и доаѓа до фисури, односно до мали оштетувања на самата рскавица. Так, ајде да слушнеме имаме гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Јас ја поздравувам докторката и имам едно прашање. Може би сум надвор од темата малку. Имам проблем дискус хернија на L4 и L5. Пред година и пол имав излетен нерв од дискусот и имав многу болки. Така. Терапии со лекови се подсмирија болките. Одев на акупунктура 12 терапии примив. Сега ги немам истите болки што ги имав тогаш, ама пак во бутот и левата нога ми е зафаната. Сега сакам да ја прашам докторката. Немам болки многу, а многу се пазам. Не кревам тешко, не правам нагли промени и со тоа ја регулирам болката. А сега ме боли кичмата, од позади целата кичма и малку десната нога зад коленото. Дали може би е тоа од самата кичма, дали може би се плашам дека сега дискус хернијата ќе ме зафати на десната нога. На L4 и L5 беше дискус хернијата? Како? На L4 и L5 беше дискус хернијата, така? Да. Тоа L4 и L5 знае да болката да се јави по ногата, нели, дуж ногата, левата нога ми беше од бутот до глуждот, комплет до доле. Сега исто така може да се јави и на другата страна во зависност, нели, магнетната резонанса кажува дали има компресија, односно притискање на коренот на нервот или нема. Сега таму сигурно пишува дали е лева страна или десна страна. Лева пишува. Болките може би за оваа година дена, значи да е сменато, може да има и некоја зголемување, нели, некоја да се префрлило и десниот радикс, односно десната страна, меѓутоа може да е проблемот, нели, и од друга природа што се јавува позади. Најубаво е да направите една консултација, меѓутоа не ги оставајте така работите и нели. Јас пишував кај вас на вашата страна, сакав да дојдам на преглед. Во ред, нема проблем, слободно, значи јавете се, закажете си преглед, ќе дојдете, имаме и други терапии што ги правиме, нели, за дискус хернијата, што е неоперативно решавање, меѓутоа ќе видиме магнетната и потоа ќе се, нели. Магнетната ми е 6 месеци, дали ќе важи? Може секако до година дена, нема никаков проблем. Добро. Фала и повеќе, нема проблем, пријатно. Да ви благодариме што се јавивте. Доктор Симона, објаснивме ли сте кога станува збор за остеоартритисот? Кои се симптомите, ми интересира? Симптомите, значи кажавме дека со текот на времето, нели, рскавицата пукнува, да, и таа се зголемуваат и на пример се јавуваат реги, затоа имаме ние и класификација остеоартритис од, нели, 0 до 4 степен во зависност колкав дел од рскавицата е оштетен, меѓутоа не се оштетува само рскавицата. Со тек на времето и самата коска претрпува промени, односно притисокот што би требало рскавицата да го доживува, да го има, почнува да го трпи самата коска и доаѓа до измени. И ние гледаме едни остеофити кои може да бидат маргинални, тие се тие народски што ги викаат, нели, шилци, односно тие се промени од притисокот на самата коска кои може да бидат маргинални, односно на крајот, меѓутоа може да бидат, да речеме, зборам ова за коленото, може да бидат и на средината со зголемување на еминенција, односно тие испакнатите делови и ограничување на движењето, односно пациентот во почетокот осеќа проблеми, осеќа вкочанување, осеќа, значи, крепитација, односно крцкање, да речеме, во колената, во зглобовите, меѓутоа со текот на времето покрај болката што е, нели, симптом што е присутен. Тоа е континуирана болка или само во движење се јавува? Некогаш во зависност од состојбата, некогаш може при
стартно да речеме прикачување при Така. скали, при симнување нели по удолница да речеме, од друга страна при поголема физичка активност да речеме ако пациентот се нели оптовари, а кога ќе напредне стадиумот тогаш веќе болката е континуирана, односно нема воопшто раскавица коска на коска доаѓа и пациентот има, меѓутоа тука има и ограничување во самото движење, односно пациентот не може да направи екстензија, односно не може да испружи ногата или не може да ја собере ногата или не може да ја расшири ногата, да речеме, колкот почнува со проблеми во внатрешна ротација, односно не може ногата навнатре да ја заротира, потоа абдукција, односно отварање на ногата и флексија, виткање во колкот. И доаѓа пациент што кога ќе легне кај нас, он не може да ги испружи нозете, тоа се веќе контрактура и тие контрактури во принцип не можат секогаш да се решаваат во зависност од степенот, односно можеби би требало да дојде и до веќе нели хирушко лекување на тој зглоб. А ако станува збор за колената, а кога станува збор за другите делови на телото, каде се сеабуваат тие? Значи кажавме, нема еден дел Значи, од секое зглобови зглобче, може да се јави дури вака еден на вид, овие малицки, да, да, и на зглобче? малите зглобови имаме артроза, хебер се јавуваат и тие што се промени како хеберденови јазли и бушартови во зависност од која регија е на прстот зафатена, односно имаме дистална, односно по далечните зглобови, меѓутоа имаме и средните зглобови, додека во принцип може да постои метакарпофалангеалните зглобови, односно тоа се зглобовите на почетокот на прстот, меѓутоа тие пациентите треба да знаат дека повеќе се оштетуваат при ревматоиден артритис и тие почнуваат со една друга, да речеме, клиничка слика, која може би убаво да им кажеме да знаат да прават дистинкција, односно разликување меѓу артрози и меѓу, да речеме, артритис, ревматоиден артритис или други видови на артритиси, кои се од воспалителна природа, односно има воспаление на таа што рековме синовијата, односно на тие на тоа што продуцира нели течност и доаѓа до воспаление. Тие првен се јавува оток, се јавува вцрвенување, затоплување на зглобот и сабајлешно најчесто вкочането, односно пациентот сабајле се жали 15-20 минути, до 1 сат не може да се облече, односно не може дури нели да функционира, па понатаму во текот на денот малку се смируваат болките, а кај некои перзистираат по долго време. Во тој случај треба нели консултација со колега ревматолог за да се направи подетални испитувања, тие претежно преку крвна слика се прават испитувања, се прави рентгенска снимка, меѓутоа тие се серолошки позитивни, односно се покажува знаци на воспаление, додека кај остеоартритисот има воспаление, меѓутоа не е тоа такво воспаление, значи примарното, односно првата работа што се јавува не е воспаление, туку рековме нели други симптоми. Доктор Симона, оние искривувања на прстите, тоа се ревматоиден артрит или артрози? Има различни видови, тие кои што се јавуваат како топчести искривувања, нели претежно кај повозрасни особи, и тие се наследни, тие се исто еден вид како артроза на самите зглобови, додека тие искривувања кај пациенти кои што имаат доста големи нели искривувања, односно раката оди во една девијација, шаката, прстите, тие се веќе нели артрозни, меѓутоа тука веќе докторот ќе процени нели кое што битно е пациентот да знае да се обрати за да се направи нели разлика во дијагнозата. Какви видови на остеоартритис постојат? Главен најчесто, да речеме, остеоартрит е на коленото, тоа е значи примарен остеоартритисот и на колкот. Најчест, да, и на колкот, бидејќи тие зглобови нели ги трпат најголемото оптоварување на телото, односно при движење, при други работи и на пример има и професии кои се склонни кон такви заболувања, да речеме плочкари, нели бидејќи се наведнати и работа доле, исто и професии кои што има поголемо нели оптоварување физичко на долните екстремитети, има и така и професии кои имаат оптоварување на горните екстремитети, односно кај што имаме повторувачки движења, тогаш може и да дојде и остеоартрит, меѓутоа може да дојде и до воспаление на самите тативи, на пример на шаките, или проблем како остеоартрит, на пример, да се јави во самото рамо, или како последица на тоа да се јави, да речеме, некој калцификат во рамото и тој калцификат да донесе до оштетување на самите тетиви, понатаму што би донесле до
нели болки, меѓутоа и понатаму да донесе и до неможност за целосно движење. Нормално рамото е еден од најподвижните зглобови во нашето и најповеќе нели потребен. Исто така имаме и артрози, нели дури и на лактот, меѓутоа тие се многу поретки и така. во споредба со нели екстремитетите. Така. Што се тоа хебреденови јазли? Хеберденови јазли, тие се тие јазлите што ги кажавме што се јавуваат на првите, на најдалечните зглобови на прстите, каде што се јавува едно деформирање, претежно кај жените се, деформирање на самите прсти како стануваат така потопчести, да. И тие се еден вид нели на такви остеоартритис, нели како на еден вид на артрози на самиот и претежно меѓутоа тие имаат и генетски, претежно нели некој во семејството имал и се јавува нели и кај, да речеме, мајка ќерка и кај жените во принцип се почести во споредба со мажите, меѓутоа и кај мажите исто се присутни. Значи на некој начин повеќе и наследно. Па и наследно, да, и генетско, да, и наследно. Така. Вака сега, како оди диагностиката? Дали само преку снимка, рентген снимка се утврдува, мора да се направи бидејќи ајде да кажеме за прстите тоа може би е видливо, меѓутоа кога станува збор за коленото мора да се направи, претпоставам, некое испитување. Какви се испитувања треба да се направат? Значи, основна работа е да се направи клинички преглед. Докторот од кој ќе направи преглед веќе знае за што станува збор и тогаш тој ќе процени. Најчесто правиме рентгенска снимка, бидејќи рентгенските снимки ни е доволно за да ни покаже дали има стеснување на просторите, да речеме намалување на рскавицата и во зависност од тоа нели да се превземе понатаму во лекувањето. Меѓутоа, сепак би апелирала нели до гледачите, ако е возможно малку порано да идат на лекар, бидејќи ограничувањето во помошта на пациентите кога рскавицата на пример е под 50%, односно истрошена, нели тие што збориме трет, четврти стадиум, многу сме поограничени за да помогнеме и ефектот што пациентот би го добил ќе биде многу помал во споредба со ефектот кога би се почело во порана фаза лекувањето, бидејќи имаме стварно широка палета што би можело да се направи на пациентот. Ајде тука сега јас имам задолжност да кажам два збора за оние наши спонзори, покровители кои што ни се и поддржувачи на ваш термин, значи тоа е ProMedical Medical Центарот, ProMedica Medical Центарот. Се надевам дека сите оние кои што не следат веќе горе-доле добро знаат, се наоѓа во центарот на градот, па нудат многу широк спектар на здравствени услуги, значи повеќе специјалистички ординации, па не би било лошо ако имате некој здравствен проблем или пак чисто сакате да направите еден превентивен преглед, може да се обратите до ProMedica Medical Центарот и да ги искористите нивните врвни професионални услуги од оние доктори, специјалисти кои се дел од тимот. Значи, од денес, практично од утре, 30 дена ќе бидат наши покровители, односно поддржувачи на емисијата Ваш термин. И уште еднаш се обраќам до нашите гледачи, значи говориме на тема остеоартритис или остеоартрози, меѓутоа ако имате некои други проблеми во однос на дегенеративните заболувања, може слободно да се јавите да поставите прашање. Како оди лекувањето? Кажавме дека нели хируршките работи следуваат кога се навистина веќе дојдени во некој краен степен на нели некаде што не може да се помогне со оној начин кој што вие пристапувате, па како конзервативно. Како што се може да се направи околу лекувањето? Лекувањето можеме да го поделиме на повеќе работи, едно на медикаментозна терапија, односно пациентот да започне со лекување со нестероидни антиинфламаторни, тоа се тие лекови за болка, што се сите нели пациентите многу добро познати и тие се делат на две групи, COX-1 и COX-2 инхибитор, односно COX-1 е таа постара група инхибитори кои прават и проблеми да речеме со гастроинтестиналниот систем, односно проблеми со желудникот, а COX-2 инхибитор е една понова група каде што се даваат сега за заштита на желудникот, меѓутоа тие имаат па од друга страна некои други нуспојави, например кај пациенти со хипертензија или над 65 години, не ги препорачуваме бидејќи може да го зголемат
притисокот. Меѓутоа друга работа што би препорачала, пациентите многу често злоупотребуваат со тие лекарства бидејќи нели они немаат болки, поубаво се чувствуваат, поподвижни се, бидејќи тие делуваат на самото воспаление, односно го намалуваат и делуваат и аналгетски. Меѓутоа да не се злоупотребува, односно колку докторот препишал, да речеме му дава 1 недела терапија, и да се користи толку недела, 2 без разлика колку проценил, а не да се пие нели без преки на своја рака, бидејќи од друга страна прават проблеми со желудникот и со нели други работи, например и со бубрезите, можат со и други органи да бидат зафатени ако се претера. Таа е значи групата што нели ние даваме и во ред да се користи, сега не ова негативните што ја кажав, па пациентите да се плашат, меѓутоа онолку колку што им е препишано, а не нели да се продолжува на своја рака. Од друга страна, практично по потреба да земаат, навистина кога болките ќе бидат неиздржливи. Или колку што им препишал лекарот. Тоа е едната група на лекарства, другата група на лекарства се оние што ни помагаат во подхранување на самата раскавица. Тука се глукозамини, хондроитини, сулфати, тие се сите составен дел од самата раскавица и поради тоа помага нели после 30-та година се намалуваат тие регенерацијски што кажавме способности, се намалуваат на пример и колагенот се намалува, така да тука може да дојде глукозамини, хондроитин, сулфат, меѓутоа исто така има и доста колагенски препарати кои пациентите можат нели да ги користат во некои фази определен период во комбинација заедно со, да речеме, по потреба со физикална терапија, со вежби за јакнење на мускулатурата, бидејќи пациентите не може. Главна работа која остои артритисот, нели, кај артрозите и без разлика и другите заболувања, дека пациентите не можат да се да рачунаат единствено и само на лекарствата, туку требаат малку нели да обратат внимание и они, односно вежбање, подвижност е основната работа. Од друга страна, покрај овие нели што се за пиење, имаме ние интраартикуларни инекции, односно нели лекување со инекции во самиот зглоб, каде што се става примерно, бидејќи кажавме синовијалната течност, значи се става течност која ја подобрува раскавицата, помага во незино, нели, во незина регенерација и меѓутоа и тука би рекла дека до определена фаза може да помогне. Имаме неколку вида, имаме на пример некои што се става на 3 месеци, има на година дена што се ставаат, меѓутоа сумата нели е по скапа. Меѓутоа добиваат пациентот нели една корист. Друго, сега имаме PRP, тоа е нова метода, нова веќе не е нова метода, по долго време се користи метода која се зема од сопствената крв, се прави центрифугирање и потоа се вбризгува во самиот зглоб, каде што тие фактори на раст помагаат за регенерација. Значи истите фактори што ние ги имаме во нашето тело помагаат за регенерација на самиот зглоб. Меѓутоа, нели, сепак кажувам дека треба да се знае од кај се почнува за до каде би се завршило. Ако се фати во порана фаза, значи очекувањата и резултатот ќе биде многу поголем од колку веќе ако е во на фаза кај што кажав, значи зглобот е во една принудна положба и нема никакво движење. Ако зглобот е во таква, тогаш инекции било што веќе нели нема да помогне. А кога станува збор за физикалната терапија, што се употребува во однос на лекување? Физикалната терапија, значи како една од така имаме широка лепеза во односно овие работи, можеме да почнеме од топлотни процедури кои во таа хронична фаза, бидејќи ова се хронични заболувања, ни помагаат можеме од солукс, нели, терапија со загревање, па имаме и парафин, тоа е терапија исто со загревање, со помош на специјални на тоа течност која станува нели на определена на повисока температура, па станува, тоа е дериват на бензин, нели, и станува потврд и потоа ја зголемува температурата, со тоа самите ткива околни бидејќи стануваат пократки, почнуваат да се растегуваат и добиваме поголеми движења, односно кај тие контрактуриите ги применуваме. Потоа исто така можеме да имаме и ендогена топлина, тоа се топлина што се добива со помош на кратки бранови, односно внатрешно пациентот не осеќа, меѓутоа внатрешно делува за нели за истегање, да речеме, на тие собрани мускули, тетиви поради тие принудни положби и поради оптеретувањето нели кои ги трпат. Исто така сите тие процедури може да бидат добро комбинирани и со минерални води, односно банско лекување кај пациентите кои нели ги
ги употребуваат, од друга страна можеме и криотерапија, односно терапија со ладење. Тоа претежно го даваме во акутна фаза, каде што и таму доаѓа до подобрување на нели на симптомите На болките. кои и не само на болката, покрај болката нели ние можеме да имаме и други симптоми, вкочанетост може да има пациентот, неможност нели за движење, без разлика, некои пациентки немаат болка, имаат нели проблеми при движењето, значи помагаат за сите симптоми што би можеле да се јават. Тоа се едни од нели топлотната, нели топло и ладно, а меѓутоа имаме ние и ласер, имаме повеќе видови на ласери, што во физикалната медицина се користат од високоинтензивен ласер до понискоинтензивни ласери кои ги даваме како или како монотерапија или како во комбинација со другите физикални модалитети и помагаат и за обезболување, помагаат и за регенерација на самите ткива, меѓутоа помагаат и за подобрување на состојбата на самите, да речеме, и тетиви, лигаменти, околното нели ткиво кое е зафатено. Исто имаме и терапија со ултразвук, сонотерапија, каде што нели ги комбинираме действото на и топлина, може и тој да се даде како топлина, меѓутоа и доаѓа до микромасажа, масажа во самите зглобови, од друга страна, да речеме, тетивите, лигаментите се многу склони кон абсорбција на тој модалитет и можеме да делуваме на нив единствен, нели преку начин, да речеме, неинвазивен начин да им помогнеме на пациентите, бидејќи другото нели е преку инвазивен начин, односно преку наранување, да речеме, дали со инекција, дали со операција. Исто така имаме и магнетотерапија. Тоа е терапија со магнетни полиња, ниско интензивни, и тие можеме да ги даваме дури кај пациенти што имаат, да речеме, метал, бидејќи не прават загревање, односно тука се избегнува топлотниот ефект и делува исто така добро за регенерација на тетиви, исто делува добро и за самата коска, односно кај пациенти исто и со остеопороза доаѓа до зајакнување на коските и кај пациенти со фрактура исто подобрување на калусот, односно се зацврстува, да речеме, коската, односно побрзо се образува нова коска и тие деформитети би ни помогнале. Меѓутоа, се кажувам, би било убаво да се почне во порано. Така. Еве горе-доле околу артрозите кажавме повеќе работи, бидејќи сега некако обично се вели за овие сите проблеми со дегенеративен карактер на ребетниот столб, почнувајќи нели од спондилозите, шијалги, дискус хернија и така натаму, влијае и промената на времето. Да, тие се... Па ме интересира сега, нели, имавме ладно време, сега наеднаш се стоплува, се случува на промена на топло да се реагира или на... Па добро, се смета... Или обично само кога се минува на ладно? Се смета дека овие болести се, нели, како еден вид луѓето се метеопати, односно осеќаат тие некоја промена и има некоја, меѓутоа немаме некои посебно направени, да речеме, истражувања каде што нели би се докажало, меѓутоа пациентите при промена на времето најчесто вистина се жалат на нели на тие промени, односно на болки, нели, они ги осеќаат дури пред, нели. Меѓутоа тоа е нели промена на самата коска, исто како после операција, значи што има промена на самото ткиво може без разлика дали е во топло-ладно. Па има при промени, да, претежно за тоа и тоа време пациентите најчесто во март месец и во септември месец најчесто доаѓаат на физикална терапија, нели за да го избегнат тој период на болки, да речеме. Покрај артрозите, еве кои се најчестите, кој е најчестото дегенеративно заболување? Еве говоревме за артрозите, меѓутоа кој е најчесто од сите вака, дали може да избоиме едно? Па во нашата пракса можеме да кажеме дека дискус хернијата, нели како дегенеративно заболување, и спондилозата се најчести, бидејќи секој по некои истражувања 95% од луѓето се соочиле со проблеми, да речеме, во ребетниот столб, без разлика дали е вратот, дали е нели крстот и во даден момент имале проблеми, така да дефинитивно би рекле дека проблемите со ребетниот столб, сега дали дископатија, дали дискус хернија, тоа веќе е начинот на докажување, нели, за да се докаже, е најчесто заболување, најчесто се лекува. Претходно вие кога говоревте за остеоартрозата, кажете дека движењето предизвикува, сега може да биде обратно? Не, односно, значи пациентите... Дископатијата и дискус хернијата од што се добиваат? Најчесто, и тоа е
кажавме дегенеративен процес, односно дискусот нема веќе таа течност, ја нема таа хидрација Исто со што ја текот на има, времето со се текот на намалува. годините поради нели самата положба на телото Така. се намалува и доаѓа до на пример исто при движење, при наведнување, дигање на терет, доаѓа до оптоварување, бидејќи дискусот се состои од 15 ламели, односно 15 кружни прстени и тие со текот на времето, на пример при оптоварување ќе осети пациентот болка 2-3 ќе пукнат, меѓутоа понатаму доаѓа уште и веќе екструзија настанува кога тотално нели Так, истекува. ајде ќе да објасниме да слушнеме кој се јавува. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Добро вечер. Коскатроза. Еве сега ве слушаме, можете да го повторите прашањето. Ме интересира имам коскатроза. Добро. За методата PRP. Не ве слушнав? За методата PRP методата. Некоја метода CRP. Метода? Не ве слушам Спомнавте вие само. некоја метода? PRP. А, PRP. А, да, PRP, добро. да. Некако Што слабо испитување треба да се направи? Молам? Какво снимање треба да се направи? Не се прави снимање за тоа. Вие сигурно имате, што имате коксартроза, значи имате наод, нели, клинички дека имате проблем, односно рентгенска снимка и тоа доаѓа, се прави с таа методата каде што се зема, нели, по проценка на лекарот, односно првин лекарот ќе ве прегледа и решава дали е потребно да се прави таа метода. Ако е потребно, значи се зема ваша крв, се обработува крвта и нели се става од тој серумот внатре во самиот зглоб, односно интраартикуларно се вбризгува. Инекции се тоа. Да. Значи не треба магнетна или компјутерска? Не, магнетна и компјутерска во овој случај не би било потребно, бидејќи се гледа на рентгенската слика дека веќе има нели артроза, дека има стеснување и би се проценило дали може во вашиот случај нели да се употреби, бидејќи во зависност од состојбата да се каже дали би имало или би немало подобрување, да знаеме што би се очекувало. Добро, фала, пријатно. Ете, се надам дека сте задоволни од одговорот. Ви благодариме во секој случај што се јавивте. Доктор Симона, да се дообјасниме околу дископатииве. Да, сега да речеме различни дископатијата бара за јакнување на мускулатурата, така, односно значи, да се има тука јака се мускулатура. потребни повеќе вежби. Да, потребни се вежби, меѓутоа ја не ги препорачувам во акутна фаза, односно пациентот кога има болка, така, бидејќи тогаш би можело да дојде да до влошување. Од друга страна, остеартритисот треба и задолжително треба да се зајакнат мускулите, да речеме ако има пациентот проблеми со колената, треба квадрицепсот да биде јак, да се зајакне за тој да може да ја држи и да може нели мускулатурата да го држи самиот зглоб и да има улеснување, бидејќи се случува тука пациентот има проблеми, он не се движи, мускулатурата дополнително ослабува и се случува тој еден круг, да речеме, порочен, каде што од друга страна поради слабата мускулатура доаѓа до уште поголемо оштетување на самиот зглоб и пациентот значи не може да се движи. И да би имало операција потребно е зајакнување на самиот квадрицепс во тој случај, односно на самата мускулатура, за да може пациентот после и таа операција треба да се направи рехабилитација на пациентот и пациентот да може нели да се движи. Така да ако пациентите лежат дома и не се движат, нормално дека нема да имаат никакво подобрување, независно што би примиле, дали и физикалната терапија, заборавивме тоа е значи делот, односно кинезитерапија, односно движење, нели со помош на движење, со помош на вежби за зајакнување на мускулатурата. Исто тука може и да се употребат и електростимулации, тоа се за зголемување на силата на мускулите кои заменуваат вежбање, меѓутоа сепак пациентот треба да се движи. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер, повелете. Ало. Повелете, да слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Гледаме овде некоја интервју со докторка, некоја не знам. Да, повелете. Кај мене имам на коленото Бекерова циста. Добро. Имам Бекерова циста и нешто сега лигаменти некои кажуваат. И не знам што е проблемот сега со мене. Направивте нешто, направивте магнетна... Имам магнетна резонанса, имам све.
Па на магнетот претежно докторот што ви дал би требало све да пишува. Докторот одма ми препорача операција, ништо. Па во зависност што е оштетувањето. Ако ви препорачал, значи за Бекеровата циста тоа сигурно не ви препорачале операција, бидејќи тоа е бурса која се јавува поради оптеретување меѓу два мускули, таа и да се пунктира може пак да се јави. Меѓутоа сега зависи дали има некој оштетување, дали ви кажа некој преден вкрстен, дали има оштетување или нешто такво. Нема ништо оштетување на коскава, него и минускус нешто, како тоа го викат. Па менискусот, да, менискусот, тоа е оштетување, менискусот е како едно перниче кој го растеретува зглобот, е сега ако дојде до негова руптура, сигурно колегата ортопедот видел, ако дојде... Али мене ми вика дека цистата притиска и зглобот ми се онадува. Не, значи менискусот не сте разбрале, од менискусот може да дојде до односно до блокирање на зглобот. Ако такво нешто ви се случува, значи дел од имам блокирање на ногата. Да, тоа е од менискусот, значи не е од цистата, господине, и ако продужи такво нешто за да не би имало до оштетување на зглобот, во принцип за менискус се препорачува оперативно лекување, меѓутоа сега има многу методи кај што се артроскопски, односно со дупчиња и рехабилитацијата после тоа е... А кај се наоѓате, што се наоѓате за да дојдеме? Ние не правиме оперативно лекување. Да. Значи оперативно кај колегите ортопеди државна, нели ова, ќе си се обратите, ние работиме рехабилитација, односно физикална, неоперативно лекување. Физикална, да. Да. Добро, се надеваме дека гледачот ќе се обрати нели кај оние ортопеди хирурзи, па ќе најде решение околу она што ако мора веќе нели оперативно да се среди. Ако има уште гледач, тога ќе го вклучиме и ќе превршиме од режија, ако не, горе доле да го заокружуваме разговорот. Имаме ли некој гледач? Нема, добро. Доктор Симона, ајде вака да го заокружиме разговорот. Говоревме на оваа тема, меѓутоа кажавме дека покрај нели овој проблем постојат една лепеза од дегенеративни заболувања кои за жал се присутни од најмалата до највозрасната популација. На почетокот ти кажа една интересна работа за малите бебиња уште, нели? Ако имаат некој проблем, тоа сакавте да кажете, ако имаат некој вроден проблем со колкчињата, само понатаму би имале проблем или треба да се внимава сепак да се оди редовно на ортопед, да се следи состојбата, развојот на едно дете уште од мали нозе, за да некако во подоцнежните години биде се во ред со скелетниот систем. Да, си имаат, нели, си знаат и педиатрите, си ги спраќаат на 4 месеци, како беше на 6 месеци, оние си гледаат и си ги следат колковите, бидејќи нели може да дојде до нели тие вродени заболувања на колковите што ги имаат, си се следи тоа на ултразвук. Ако колегите забележат дека има некакви проблеми, се решава дали ќе се оди нели конзервативно лекување, дали ќе се оди кон оперативно лекување, за да не би дошло понатаму до овие заболувања кои ги кажуваме и најчесто ако почнат во толку рана возраст, се знае дека пациентот веќе на 40 години, 50 години би дошло до оперативна намеса, односно до вградување на колка кај некои и многу порано. Сепак ајде уште еден гледач ке вклучиме, бидејќи да го испочитуваме, бил упорен па не добил. Добро вечер, повелете. Ве молам. Јас... Ајде да се слушнеме. Леле. Дали не слушате? Момент. Дали не слушате? Да. Видете, имам режија, болка го немаме во студио гледачот. Ме слушате сега? Ало? Ајде, сега ве слушаме, повелете. Сега. Да. Имам болка во десниот колк. Добро. Болката се пренесува напред во ципата. Болката повеќе ми е во ципата кој одам. Бев цел месец на физикална во Козле, ама немам баш никакви подобрувања. На снимката што е направена, ми рече лекарот дека остеопороза имам повеќе долго години и дека е загризан фатено до остеопороза колкот. Дали има нешто да се направи за подобрување? Осим физикалнава, еве не ми попигна физикалнава ништо. Сега не знам и кои процедури биле правени, бидејќи зависи кои процедури во физикалната се... Во физикалната јас ќе ви кажам. Диодинамикот и интерметот е даден на колкот. Добро, има и други терапии, магнетотерапија што може да се употреби. Магнетот е направен и магнетот е направен.
Направивте? Магнет? Направив и магнет, 10 дена магнет правев. Кажете ми, а килажата како ви е? Килажата 100 кила. Епа, ете го проблемот, значи каде доаѓа целиот проблем. Треба редукција на телесна килажа. Ако има остеопороза, имаме друг метод за докажување дали има остеопороза, односно DEXA скен ќе се направи. Имам остеопороза веќе 10 години. Тогаш во тој случај треба задолжително да си ги пиете лекарствата за остеопороза. Видете, лекарства прекинав да пијам више. Сега само со остеокаресум. Ништо друго не смеам да пијам, пошто ги пиев бомбивата многу години. И ви кажаа да ги прекинете? Да, Ком има ортопедот ми рече остеопороза? да ги прекинам и сега само со остеокаресум. Таа остеопороза, значи, навистина може да го зафати колкот, може да дојде дури до фрактура на колкот, односно до скршеница некоја на колкот. Да, ми рекоа и тоа. Има деформитет на колкот, ако не ви помага физикалната, првен, значи, задолжително треба да ја редуцирате телесната килажа за да имате било какво подобрување. Потоа, ако не помага тоа, веќе може да се мисли понатаму, нели, во зависност од колку е оштетувањето за оперативна намеса, ако еве кажувате дека не. Меѓутоа, редуцирајте телесната тежина и ве уверувам дека ќе има многу подобри резултати. Подобре. А дали, ве молам, Да. овој проблем, дали е подобро со реуматологија или со ортопедија да се речи? Реуматологија, вие немате никакво реуматолошко заболување. Само со ортопедија. Со ортопедија, ако треба за оперативна намеса, колегите ќе ви кажат. Ако Ама појдов на невролог, појдов на неврохирургија, појдов на ортопедија. Ама вие ако имате значи неврохирургија нема никаква поврзана со колкот Па или и дискус хернија имам. Затоа и тоа. Па болката може да доаѓа и од самиот и од дискус хернијата, значи треба да се направи дистинкција што од кое иде. Така, добро, во секој случај, тука Добро, ќе мораме веќе благодарам. да привршуваме, значи ви благодариме ите што се јавивте, се надевам дека и уште еднаш ќе појдете до соодветен, нели, ортопед кој што, нели, е специјалист за оваа проблематика, па ќе најдете некое решение. За сите оние кои што не следе, а пак доколку сакаат да стапат во контакт со доктор Симона, веќе од утре после 8:30 часот може да се јават кај нашата секретарка, ќе го добијат бројот од приватната здравствена установа Превентива 99 и ќе можат еве да појдат лично со доктор Симона со сите оние проблеми и испитувања што ги имаат да се исконсултираат. Доктор Симона, мора да завршуваме, значи јас ти благодарам за денес, се надевам останува соработката па во некое следно издание со нова тема. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, јас се поздравувам овде, ќе мораме да се одјавиме, ви посакувам убав и пријатен остаток од денот, ви посакувам добро здравје, грижете се за вашето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.